Почитувани, ги проследивте двете пресконференции. Повелете со прашања. Што се случува во однос на ВМРО ДПМН со законот за јавно обвинителство? Дали по препораката на Министерката за правда доставивте амандмани или не го сторивте тоа, како ќе реагирате во следниот период? Видете вака, што се однесува до законот за јавно обвинителство, не знам за какви амандмани поднесување зборува Министерката со оглед на тоа што текстот по кој што се водеше јавната расправа во собранието и по кој што експертите ги дадоа своите видувања и своите заклучоци, се уште е драфт верзија која што не е дадена како предлог текст до собранието на Република Македонија. Ако зборува за оној предлог текст кој што е во собраниска процедура, веќе имаше поднесено амандмани и дел од нив беа прифатени, така што не знам на што се однесува и на кој дел и на кој предлог текст се однесува ставот на министерката Рената Десковска. Понеделник заминувате ли на средба? Апсолутно, доколку постои волја од страна на власта која што и треба да ги организира тие средби, апсолутно дека ќе останеме на тоа. Евишко Беодалсат, вчера од ДУИ го доставија предлог законот за ветинг до собрание. Дали сте информирани што се пишува во овој предлог закон и ако да, дали ќе го поддржите истиот? Видете вака, ова е една многу тешка и важна тема која што нели ја спомнавте како закон за ветинг, еден сосема нов систем во Република Македонија, но сепак сметам дека е несериозно на 10 дена пред распуштање на парламентот да се води дискусија сега по еден таков предлог законски текст. Повелете? Вице-премиерката Мила Царовска објави зголемување на пензиите за 722 денари. Тоа се доложило на стабилизација на пензискиот фонд. Како гледате на ова покачување? Ова е уште една од манипулациите на власта, сега во предизборие, да зборува за некаков раст на пензиите, иако на сите им е јасно и неколку пати е повторено дека пензиите всушност не растат, туку се скратени. Објаснета е таа методологија и тоа им е јасно и на пензионерите, и на корисниците на пензиите, на сите оние што имаат допир со пензионери во своето семејство. Јасно е и на власта која што се труди од 5 нижели сега да вели дека станува збор за пораст на пензиите, а всушност станува збор за кратење на пензиите, бидејќи согласно онаа методологија која што беше изменета, наместо растот сега како што велат 700 денари, требаше да има растот над 1100 денари на по пензија, што значи дека пензиите се скратени некаде за 400 денари. Тоа се случи заради она интервенирање, именување на еден од двата, односно тргање целосно на еден од оние два столба по кои што беше се пресметуваше растот на пензиите. Новата влада на ВМРО ДПМН, можам да гарантирам, согласно на што е како определба на ВМРО ДПМН, е дека ќе го врати она зголемување на пензиите и дека ќе го врати оној правичен пристап кон пресметка на растот на пензиите со секако доаѓање на власт на 12 април. Имате други прашања? Да, Министерството за правда велат дека дел од партиите доставиле амандмани за законот за јавно обвинителство, дел побарале време поради жанмоне процесот кој што денеска нели е во тек. Како ќе се поставите во понеделник работната група ако има средба и дали е можно законот да се изгласа пред да се Еве ќе кажам уште еднаш. Не знам за кој закон зборува министерката Рената Десковска. Драфт верзијата, текстот по кој што се одвиваше јавната расправа, по кој што експертите дадоа свое видување и тоа треба да биде темел за иден предлог законски текст, нема законски текст, предлог законски текст не е направен. Тоа е драфт верзија кој што треба да од кој што треба да произлезе предлог законски текст, за да потоа во собрание може да се достават амандмани. Така што апсолутно не можам да кажам зашто мисли министерката, доколку мисли за законскиот предлог текст кој што е во собраниска процедура, ВМРО ДПМН има поднесено амандмани и дел од нив се прифатени. Дали ме разбирате? Она што се велите во насока дали може, апсолутно може, неколку пати сум повторил, нека го прифатат предлог текстот, оној што беше поднесен од ВМРО ДПМН, апсолутно веднаш ќе биде изгласан. Ви благодарам. Повелете? Само микрофонот ако може.
Ќе ми треба подиректен одговор. Сега, дали знаете што се пишува во тој предлог закон за ветинг? Има некоја страна што малку валјда не му давате поддршка? Па видете, доколку ДУИ како дел од владеачката коалиција беа сериозни, ова може да го поднесат, да речеме, некаде на почетокот на мандатот на оваа актуелна власт, што сега е во заминување. Да се поднесе ваков предлог законски текст на 10 дена пред распуштање, на 7 дена работни до распуштање на парламентот, кој што, нели, за изборите кои што се веќе договорени пред 3 месеци дека ќе се случат на 12 април, е несериозно и апсолутно не мислам дека е период во кој што може да се дадат сериозни забелешки да се изгласа еден ваков закон. Благодарам.